Бојан е измислено име, но во оваа сторија го користиме за вистинска личност родена 1988 година. Во личната карта на Бојан, кај ознаката пол, стои буквата Ж, обележие за личност од женски пол. Но Бојан одамна се чувствува како маж. Не би ја раскажувале оваа приказна ако случајот на Бојан не завршил пред домашните институции. Тој бил вработен во трговска фирма, која за потребите на оваа сторија фиктивно ќе ја наречеме пекарница. Пред газдата, Бојан секогаш се декларирал како машко. И покрај тоа, газдата секогаш му се обраќал во женски род. Во една прилика, собственикот ја оставил својата малолетна 6-годишна ќерка на чување во пекарницата додека Бојан е на смена. Следува реконструкција на дел од разговорот меѓу Бојан и љубопитното девојче, според сведоштвото на Бојан пред невладината организација пред која првично го пријавил случајот. Ти кога ќе пораснеш ќе бидеш баба или дедо? Од каде вакви прашања? Добро, а баба или дедо? 2 дена по овој разговор, 6-годишното девојче повторно влегло во пекарницата додека Бојан бил на смена. Газдата, кој само до пред неколку дена имал доверба да ја остави ќерката на чување кај Бојан, сега го избркал девојчето. За Бојан целиот настан бил понижувачки, особено што газдата имал порака и за него. Ти од утре кецела на работа или воопшто не се појавувај? Ама јас не можам. Сум кажал дека е исто како да носам здолништа. Може да испринтам мајчка со лого на пекарницата? Ке си ја платам. Кецела или не се појавувај? Ама никој друг не носи. Остави ги другите. Ти ќе носиш. Представката за овој случај е една од ретките пријави на дискриминација на ЛГБТИ луѓето. Само 2 случаи на дискриминација на ЛГБТИ лица при работниот однос се документирани низ државните институции изминативе 10 години. Меѓутоа, ако разговарате со невладините организации, со оние здруженија кои што се бават со оваа тема, тој број е многу поголем. Што и дава релевантност на оваа информација, тоа што ЛГБТИ лицата многу покомфорно зборуваат со овие невладени организации и не се чувствуваат безбедно кога споделуваат информации со државните институции. И нашиот случај, кој датира од 2021 година, го водел невладена организација. Коалицијата Маргини, која работи со маргинализираната ЛГБТИ заедница, реагирале во име на Бојан до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Носењето кецела никогаш претходно не било прикажано како задолжителна униформа во текот на целиот работен однос од повеќе од 1 година. Исто така, XX не бара останатите вработени да ја носат кецелата. Вакво барање не условува со било какви последици, туку ова барање како услов за продолжување на работниот однос е ексклузивно за Бојан. 2 месеца подоцна, откако ги изслушала двете страни, комисијата констатирала дискриминација. Во представката е опишано дејствие каде што работодавачот го терал трансродовиот маж да носи униформа која ќе наменета за жени. Потоа ќерката на работодавачот исто така го вознемирувал поносител на представката во смисла на тоа го прашувала сега ти што си маж или жена, која ќе имаш внуче, ќе бидеш баба или дедо. Во одговорот по нашето произјаснување, работодавачот на ова лице ги негираше сите наводи и слично, при тоа што увидовме дека трансродовото лице не е законски избркан од работа без поведена дисциплинска постапка, без укажување. И покрај позитивниот исход пред антидискриминацијска, Бојан никогаш не дочекал судска разрешница. Од изминатите 10 години во Коалиција Маргини се документирани околу 4, не околу 4, него точно 4 случаи кои што се поврзани со дискриминација во вработувањето и во пристапот за вработување. Во 2 од овие случаи лицата од нас побарале правна помош, односно ние сме повеле никакви постапки. Додека во едниот случај се работи за дискриминација кон трансродово лице од страна на Агенцијата за вработување. Така што немаме тука дискриминација од страна на работодавач, него дискриминацијата е во пристапот до вработувањето. Причината за ова е, како што утврдува и самиот извештај, тоа што ЛГБТ луѓето во принцип не се отворени за својата сексуална ориентација и родов идентитет на работните места, секако оние што се вработени.
Но токму односот на институциите и генерално на општеството ја држи ЛГБТИ заедницата затворена пред државата. Тоа не значи дека проблем не постои, туку дека обстојува атмосфера на негово туркање под тепих. Така што се ставам во позиција или да молчиш, со што повторно ќе бидеш сомнителен, повторно ќе бидеш мета на озборување, или пак да лажеш, што секако повеќето луѓе нели не сакаат тоа да го прават и тоа дополнително предизвикува голем стрес. Дискриминација на ЛГБТИ луѓето при вработување, како и нивните откажувања од работните позиции, предизвикуваат големи лични загуби. Но таа дискриминација предизвикува и загуби за државата, иако за тоа речиси воопшто не се зборува. Северна Македонија е првата земја во која Светска банка спроведе истражување од ваков тип, а го објави неодамна. Проценките се дека земјава годишно губи околу 80 милиони американски долари или 0,6% од бруто домашниот производ поради дискриминацијата на ЛГБТИ луѓето на работното место. 64 милиони се загуба во плати кои ги остваруваат ЛГБТИ лицата, додека 17 милиони се фискални загуби. Овие бројки веројатно се уште поголеми ако се земе предвид дека и во извештајот на Светска банка е наведено дека тешко се доаѓа до ЛГБТИ луѓето. In the case of North Macedonia, we don't have population size estimations for LGBTI people specific to North Macedonia. So what we have to do is we have to rely on reputable, solid, robust research that's been done in other parts of this region and then in Europe more broadly and globally. And we try to come out with what we think is the best estimate. And we came to an average of about 8%, our best guess. Но дали предпоставените 8% од населението кои се потенцијално погодени се доволно за да предизвикаат промени за кои многу поголем процент можеби ќе има отпор? Кортес вели да, затоа што политичарите секогаш се заинтересирани да зборуваат за економијата. Not everybody, let's say in a parliament, is going to be on board about the equality between the sexes, men and women. However, many more people will be on board with understanding a conversation that's about the bottom line of the government, the budget, its income and what it puts out, and might want to address something like discrimination based on sex, gender in that case, because it's hurting your bottom line, your GDP, your budget. It's the same thing for any other marginalized group, including LGBTI people. You might not agree always on every policy issue that's about equal rights for LGBT people, but we could probably come to some agreement about, well, we can do something about that because we don't want to hurt our economy. Од сите припадници на ЛГБТ заедницата, извештајот покажува дека со најголема дискриминација се соочуваат мажите бисексуалци како и трансродовите мажи. Оваа маргинализирана група процентуално има поголема стапка на невработеност од останатото население во државата. Министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска вели дека македонскиот закон за спречување и заштита од дискриминација е пообемен во заштитата дури од европското законодавство и дека ги штити и ЛГБТ и лицата во работниот однос. Законот за работни односи вие устав во работното законодавство. И факт е дека неколку години се работи, меѓутоа еден ваков закон се работи низ еден диалог помеѓу социјалните партнери. Јас верувам дека законот за работни односи ќе биде наскоро, до крајот на годината ќе биде влезен во владина процедура, па оттаму во собраниска процедура. Сепак, многу поголем проблем во земјава е носењето на законот за матична евиденција. Секој граѓанин на Република Северна Македонија кој има наполнето 18 години, кој е деловно способен и кој не е во брак, има право на правно признавање на родот во постапка уредена со овој закон. Во постапката за правно признавање на родот, секое лице од став 1 на овој член може да ја промени ознаката за пол во матичната евиденција и на тој начин се признава родовиот идентитет. Владата го повлече од собраниска процедура тој предлог закон уште пред година и половина. Според министерката, причината е за да го доработат со засегнатите страни. Сакајќи да обезбедите права на одредена заедница во државата, наместо да го користи тоа право, може да му го скратите правото, без заштитни механизми, или да се доведе во ситуација на вулгаризација на самото законско решение. И од тие причини беше повлечен законот за матична евиденција, каде што се доуредува правото на правно признавање на родот, за да можеме заедно со граѓанскиот сектор, со релевантните институции, да
ставиме заштитен механизам и да може граѓанинот кој што има потреба да го оствари оваа право, да си го оствари правото. Според Тренчевска, за новите измени на Законот за матична евиденција ќе треба да се почека до крајот на годинава. Тоа значи дека и ЛГБТ и лицата се во состојба на чекање и за правото да декларираат поинаков род и за дополнителна заштита на нивните работнички права. Министерката сепак на помош ги повикува и граѓанските организации да бидат поактивни во комуникацијата со стопанските комори, со организација на работодавачи во форма на обуки и на кампањи за покренување на јавната свест за оваа тема.